би ќе се повторам, ама некогаш е потребно и тоа. Значи, прво, добро е што го одложивме пописот, зашто лошо е да бидете суи генерис, кога Обединетите нации неодамна повторно се состанаа и им препорачаа на сите држави кои што закажале пописи да ги одложат. Значи, повторпат, не само препорака, туку повторпат заклучок. Хрватска го одложи за 6 месеци, но што рече дека ако нема услови по 6 месеци, повторно ќе го одложи. Значи, господа, нема повисока вредност од здравјето на луѓето. Не може ние да попишуваме потенцијално мртви луѓе. Тоа е срам. Значи, најпрво, не го одложивме пописот заради диалогот и одлуката на двајцата лидери на партиите, туку затоа што за жал Комисијата за заразни болести и Заводот за статистика не го сторија она што го направија сите други држави. Тоа е првото. Второто. Кога е во прашање пописот, јас и на комисија и сега ќе ве упатам на тоа на што вие се повикувате во законот. Значи, на регулативата. И таа јасно определува кој се попишува. Значи, само оние што имаат вообичаено живеалиште, а тоа значи дека денот и одморот го поминуваат таму каде што се попишуваат. Со ретките, значи прекини, врзани за рекреација, празник, посета на блиски бизнис, медицински третман или религиозен обред. Да се разбереме. Убаво се пишува оние кои што живеат во обичајното живеалиште. Континуирано 12 месеци пред пописот или оние кои што пристигнале и тамо се 12 месеци со јасно изразена желба да останат 1 година. Трето, нема. Ако ми покажете во историјата на пописите дека имало попишување на диаспора, јас ќе ви се изминам. Такво нешто нема. Второ, не заборавајте дека 2017 година Европската Унија усвои директива која што бара од членките, но и оние кои се хармонизираат, што? Да направи попис од кој што ќе се споредат, зборувам за 543, кои ќе соберат податоци, кои што ќе овозможат споредливост со податоците на членките на Унијата. Да се разбереме, овој закон не го гарантира тоа. Последната реченица. Уставот вели во членот 39 дека секој од нас е должен да го штити сопственото здравје и здравјето на другиот. Да ве подсетам, многу министри, премиери, председатели се обвинети и има иницијативи пред судот во Страсбург за загрозено здравје во врска со COVID-19.